Благодарам, почитувам подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувам представник на Министерството, почитувана македонска јавност. Денеска пред нас предлог на Закон за платежни услуги и платежни системи. Практично со овој закон се предвидува да се измени начинот на вршење на платежните услуги, односно една од целите на законот е платежните услуги, односно платниот така наречен платен промет да го вршат и други субјекти кои не се банки. И онака како што кажа колегата Бојан Стојановски, огромен материјал. Околу 500 страни, над 250 членови, а председателот на владата Димитар Ковачевски се повикал на членот 170 во писмото до собрание, кога вели дека не станува збор за сложен и обемен закон, и членот 170 вели дека може да се стави во скратена постапка кога не е во прашање сложен и обемен закон. Како не е во прашање сложен и обемен закон кога го менуваме начинот на кој што ќе се врши платниот промет во државата? Какво потценување на собранието? И овде оди на Комисија за европски прашања, за која што рековме дека е комисија за се и се што, каде што доаѓаат сите закони, па овде се дрзнуваме да ги менуваме и платежните услуги и начинот на кој што функционира тој систем, затоа што платежните услуги во државата досега ги вршеа банките и во момент на една криза како што имаме во државата, не знам колку е паметно вака, само со 3 дена комисиска расправа за која што ќе објаснам како течеше, на една брза лента да се ставаат и да се чепка во еден сектор кој што може да биде навистина да биде осетлив, а токму можеби во овие моменти ни е многу важна и таа банкарска стабилност. Меѓутоа, хајде да видиме што е она што ни предлага, што е она суштинско што ни предлага владата, што ќе добијат граѓаните од овој закон. Прво ќе добијат несигурно затоа што се предвидува и други субјекти да се занимаваат со платежните услуги, а платниот промет знаеме дека е збир на методи, инструменти преку кои се вршат плаќањата, односно се остваруваат преносот на парични средства. И секогаш ова биле значајни измени во општеството. Едно време тоа се вршеше преку она што се нарекува, што го знаат граѓаните како СОК или служба за општествено книговодство. Потоа со реформите тоа преде на Заводот за платен промет и го правеше ЗПП. Со реформите во 2001 година, подоцна се имплементира од 2002, тоа да го преземат банките. И сега во државата имаме 3 платни системи. Едниот е КИПС, кој што го водат и е во собственост на 15 на банки, другиот е МИПС, собственост на Народна банка, и другиот е интернационален картичен систем или КАСИС, преку кој што се вршат поремнувањата од платежните картички. И сега што предвидела владата? Владата предвидела фактички да се воведе единствениот регистар на сметки да биде воден од страна на Централниот регистар. Замислете, единствениот регистар на сметки кој што досега го водеше КИПС, една приватна компанија, од која државата можеше да добие увид за секоја сметка, меѓутоа за тоа беа потребни налози. Тоа пратениците како носители на јавни функции добро го знаат, затоа што имаме согласности дека сме согласни да вршат увид. Меѓутоа сега, буквално на секое правно или физичко лице, сметките ќе му бидат чувани кај владина институција. Затоа што Централниот регистар го бира директорот, изборот на директор на Централен регистар го врши управниот одбор на Централниот регистар. А управниот одбор на Централниот регистар според законот за Централен регистар го вршат министрите. 2 членови на управниот одбор во Централен регистар избира министерот за финансии. 1 избира министерот за правда. 1 избира министерот за економија и 1 од Државен завод за геодетски работи. И повторно доаѓаме на онаа суштина која што ја гледаме овде. Без разлика кој закон да дојде, со вонредните состојби, му се даваат одврзани раци на министерот за економија да троши како сака државни пари. Со закон за минерални суровини, на истите овие луѓе и се даваат одврзани раци да даваат дозволи и одобрение за концесија и експлоатација на природни богатства. Со законот за концесии и јавни предпријатија му се дава дискреционо право на министерот за економија сам да подпишува анекси кон договорите. И повторно овде во собрание еден закон со кој повторно министерот за економија, министерот за правда, министерот за финансии стануваат суверени и тие практично ќе ги чуваат сите сметки. А според членот 175 за секоја промена
на трансакцијски сметки или на сефови, кај банките ќе треба истото известување да биде испратено до Централен регистар. Каква гаранција имаме ние за поставеноста, организираноста во Централниот регистар, кога тоа е владино тело? И нашите амандмани беа дека единствениот регистар на сметки треба да биде и да го води, ако веќе сакаме да го либерализираме пазарот, треба да го води Народната банка, затоа што таа има такви овластувања и таа има таква стручност. И да видиме што се случи овде во собрание. Нашите амандмани беа експресно одбиени, без никаква дискусија. Меѓутоа, беа предложени одредени амандмани од пратениците од власта и беа усвоени. Какви се тие амандмани? Што е тоа што предложи власта и што е тоа што пратениците од власта го увидоа како недостаток во законот за платни системи и тие одлучија да предложат измени? Дали знае јавноста што предложија нивните народни избраници? Јас ќе ви кажам. Ако тие ја кријат вистината, јас ќе ви кажам. Во членот 175 и во другите членови, каде што беше предложено дека единствениот регистар на сметки, Централниот регистар ќе го води бесплатно, и таков предлог доставила владата, одредени пратеници кои што ги избрал народот, предложија амандман со кој зборот бесплатно се брише и се предвидува дека услугите ќе се плаќаат според ценовник на Централен регистар. Па сега и граѓаните и фирмите нека судат на крајот на денот, кога ќе треба да се плати надоместокот за давање информации од единствениот регистар на сметки, кој што ќе треба да го платат носителите на платниот промет, тоа се банки, евентуално некои штедилници, кој ќе ја плати таа цена на крајот? Затоа што нема бесплатен ручек, некој мора да ја плати сметката. Затоа што во Македонија ние не сме Беслимовски, кој што вчера не убедуваше дека патувал без пари, бесплатно. Епа граѓаните не патуваат бесплатно, граѓаните плаќаат. И една работа која што беше од владата дека бесплатно ќе се води единствениот регистар на сметки, пратеници од овде предложија да биде според тарифник. Епа немојте да ми кажете, немојте да ја лажеме јавноста дека тоа не е координирано од единствен центар кој што се наоѓа во седиштето на СДСМ. Нема друг центар кој што ќе го искоординира тоа. 3 дена на брза лента со кој зборот бесплатно се заменува според на доместок кој што тарифник кој што ќе го определи Централниот регистар. И ако ги земеме сите овие аспекти и ги собереме на едно место, ќе видиме дека нашите трансакцијските сметки на правните, на физичките лица, на државата, ќе се водат на целосно нетранспарентен начин. А ако Министерството за финансии сакаше да направи одредени реформи, да не реформира, па имаше што да се направи. Имаше, се уште Трезорот е сектор само во Министерството за финансии. Зошто не се смени неговиот статус? Зошто не размислуваме во таа насока? Имаме многу работи кои што треба да бидат доуредени. Како се трошат парите од зелената агенда кои што не поминаа со буџетот? Како се трошат другите буџетски пари? Има, ако погледнете помошта која што и се исплаќаше на фирмите, добија налог дека истите треба да бидат вратени во буџетот. На која сметка се плаќаат? Зошто нема издвоена сметка да знаеме точно кој ги вратил парите, на која сметка се враќаат комплетно во буџетот? И што прави нашата влада? Ги замрзна маржите за трговија на големо и мало, за трговците, за да немаме пристап до основни продукти во продавниците, а вчера регулаторна комисија за енергетика овде видовме дека нивната маржа, практично, на достокот кој што го добиваат со одвојување од приходот на носителите на лиценци, представува маржа за регулаторна комисија за енергетика. Го зголеми за 18,36%. Од една страна замрзнуваме маржи, од друга страна некој ги зголемува маржите. Од една страна зборуваме дека ќе градиме силни институции, а гледаме дека силните институции ги заменуваме за силни индивидуи и еве ги индивидуите. Министерот за финансии, министерот за економија и сакате еден таков лик да направите од министерот за правда. И практично
ќе ги земете сите сметки кои што се водат во КИПС, ќе ги поставите во едно владино тело во кој што тие предлагаат кои ќе бидат и директори и во управен одбор. Не Среќна Нова 49-та, не Џорџ Орвел и 84-та, ова е најтежок дистрофиски облик на централизирано управување и апсолутно автократски систем во кој што апсолутно секоја сметка и секое движење ќе биде контролирана токму од владата. Ова е срамота и ваков предлог не смее да помине. Благодарам.